Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Нов ден, со кое што ќе се обидеме да влеземе во вашите домови и малку да се дружиме со вас. На почеток на емисијата, како и вообичаено, ќе се дружиме со нашата нутриционистка Весна, која овој пат подготви една интересна салата од граф. Да видиме како се прави. Добар ви ден, почитувани гледачи. Минатата емисија почнавме да одиме по патот на промените. Вметнавме некоја намирница нова, која е како што интегралното пченично брашно. Бидејќи по патот на промените треба да одиме со некои поневообичаени намирници, но некои не се подготвени за така подлабоки промени, па го оставивме месото. Но она што месото во себе го има, сепак може да се надополни и на некој друг начин. Кога ги комбинираме мешунките и житарките, протеините што ги има во месото и есенцијалните масни киселини може да се надополнат токму со таа добра комбинација. Затоа денеска се дрзнав да ви предложам еден нов рецепт, малце поневообичаен, со добро познатиот граф. Овој пат јас сакам да ви предложам еден друг начин како да го приготвите. Но пред тоа да напоменам дека не е само белото наше графче добро познато што си го употребуваме најчесто, постојат и други видови кои се исто така многу нутритивно вредни, како што е темниот црн граф. Денеска ќе го имаме и него во салата, па ќе видите како може исто така многу добро да го приготвите и него и многу лесно, бидејќи неговото приготвување е многу лесно и доста брзо. Што е она што гравот и мешунките воопшто го содржат во себе? Тоа се оние протеините, како многу добар извор на протеини. Значи, тука ги имате во многу добра концентрација. Потоа има фитонутриенти, потоа има железо, има фосфор, она што вас на вистина ви треба. Денеска, како што реков, ќе приготвиме два начини. Едниот начин е една добра салата во убава комбинација со зеленчук, бидејќи зеленчукот одговара, можете како составен дел во вашата чинија, секако треба да биде секој ден, па можете да го искомбинирате со мешунките, можете да го искомбинирате со житарките, а витамините ви се тука, значи, во свежа и убава состојба. Другиот начин на употреба на гравот, како можете да го приготвите, е денеска малце невообичаен и мислам дека некои кои се веќе по патот на здравата исхрана ќе му дојде добро познато, бидејќи името е хумус. А хумусот вообичаено се прави од левлевијата. Но денеска ќе видите дека може многу убаво и многу добро, многу вкусно да направите еден убав намаз, исто така со гравот, со белиот граф. Приготвувањето е многу лесно. Црниот граф, како и белиот, се вари на истиот начин. Го ставате во вода, добро е да го потопите во вода преку ноќ, да отстои или барем 2 часа, бидејќи знаат лушпите на мешунките, знаат да создаваат гасови во вашиот цревен систем, па затоа добро е да го потопите и таа вода од како сте го потопиле, да ја изфрлите, а потоа, за да го сварите, ќе ставите друга вода, ќе го одварите еднашка гравот и потоа можете и таа вода да ја фрлите, но подобро не, затоа што сепак во варењето на термичка обработка некои од своите нутритивни намирниците ги губат, па затоа добро е да не ја фрлате, но ако сепак ви создава, како што реков, гасови, можете и таа и потоа ќе го сварите околу 40 минути во вода на средна температура со затворен капак, со малце кромит
И после 40 минути тоа е сосема доволно да е веќе не преварен, не многу мек, тука ќе внимавате, не треба да биде ни многу мек, самите зрна треба да бидат цели. Значи, за во салатата, бидејќи тие внатре се веќе меки, а лушпата е сепак цела. Значи, тука треба да внимавате. 40 минути е сосема, или најповеќе 50 минути е сосема доволно, ако сте го потопиле веќе претходната вечер, е сосема доволно за да ги направите овие два рецепти. Да почнеме. Го ставаме во една чинија, го ставаме гравот, потоа сецканата главичка кромит, ја сецкаме главичката кромит, додаваме една сечкана пиперка, додаваме домат сечкан и магдонос. Кога лукчето, секако лукчето не смееме да го изоставиме, бидејќи тоа е нашиот прв борец против овие инфлуенци во ова зимно време. Температурните промени ни прават здравствени проблеми и на вистина, не само што вашиот крвен притисок оди горе-долу, лукот е стабилизатор и на вашиот крвен притисок, а исто така и добар антибиотик. Потоа, значи ги ставаме сите сечкани зеленчуци. Потоа го сечкаме сирењето на мали коцкички и ги додаваме зачините. Кои зачини ги додаваме? Додаваме секако ладно цедено маслиново масло. Додаваме мента или нане. Одека имаме сушено. Ако имате свежи ливченца од нане, тоа е уште подобро. Тука се поароматичните мириси, аромата е поинтензивна и многу подобро ќе ви изгледа вашата салата. Тука е куркумата, или ако немате куркума, можете и кари, бидејќи куркумата е составен дел на карито. И прстофат сол. Додаваме исто така и маслиново масло. Така се прави салатата. Хумусот го правиме на следниот начин. Кога во блендер ставаме варен бел граф, потоа додаваме сусамов тан. Сусамовиот тан е многу добар, затоа што јас морам да напоменам кога се зборува и често го зборувам тоа, дека сусамовиот тан треба, особено женската популација, да го има во своето мени, затоа што го регулира хормоналниот дисбаланс, а тоа е многу потребно во одреден период на животот, како што е менопаузата. Тоа е многу потребно, бидејќи хормоните, знаеме, одат горе-долу, се движат, па настануваат тие промени кои се манифестираат и надворешно и внатрешно во организмот. Значи го ставаме сусамовиот тан и додаваме лимонов сок. Го блендираме во блендерот и ако сакаме да имаме по-течна густината, ја одредуваме со тоа што додаваме сок од варениот граф. Лесна подготовка и на едниот и на другиот рецепт, а сето тоа ви е многу добро, убаво, малце необично, но секако ќе ја збогади вашата лепеза на изборот на јадења во вашето мени.
Почитувани гледачи, нашите малку необични денешни рецепти се готови. Салатата од граф, која е добар извор на свежи витамини и минерали од зеленчукот и белковините од гравот. Другиот необичен рецепт ми беше хумусот од граф. Како него ќе го консумирате, како ќе го јадете, мој предлог ви е да исечете, да си направите стапчиња од целер од корен или стапчиња од морков и потоа со овај намаз да едноставно како многу убава ужинка да си го јадете и да уживате во неговиот вкус. Нашиот предлог, како вообичаено што правиме, ви предлагаме и еден сок, денешниот зелен сок. Извор на антиоксиданси, бидејќи тука е спанаќот, тука е зелената салата, тука е лимонот, значи прекрасен извор на свежи витамини и минерали. Ова ви е многу добро и мој предлог ви е да го правите секое утро, бидејќи кога наутро ќе го снабдите организмот со свежа енергија, целиот ден ќе ви биде прекрасен. Ова беше за денешните рецепти. Следете не и идната емисија, бидејќи ве очекуваат многу необични рецепти. Полека, но сигурно доаѓа пролетта, а со доаѓањето на пролетта се разбира дека ќе дојде и промената на гардеробата која што ќе стане полесна и се разбира која што на некој начин ќе бара од сите нас да покажеме дека сме во топ форма. Тоа најдобро ќе го направиме со советите на нашиот драг соработник Јован Калановски. Овој пат ни зборува како да ги зајакниме стомачните мускули. Почитувани, во изминативе неколку емисии во нашиот мотиватор разгледувавме повеќе групи на мускули и објаснувавме зошто е важно тие да бидат тренирани и истите како придонесуваат во еден подобар и побалансиран физички изглед, меѓутоа и физичко здравје. Во оваа емисија ќе поразговараме малку повеќе околу стомачните мускули. Најчесто се тренираат и се вежбаат поради естетски изглед, меѓутоа ние ќе објасниме зошто е важно овие мускули да се тренираат и од еден медицински аспект. Тоа ќе ни го објасне нашиот стручен соработник, кинезитерапевтот Јован Калановски. Јован, кажавме значи дека најчесто оваа група на мускули се тренира поради естетиката, меѓутоа ајде да ни објасниш малку повеќе како на кој начин овие мускули придонесуваат во целокупното физичко здравје на човекот. Вака веќе многу добро го најави оваа емисија. Скоро сите од нас, повеќето од нас, ги гледаат оваа стомачна мускулатура, значи овој дел од мускулатурата како од естетски карактер. Сите ги вежбаат затоа што сакаат добро да изгледаат, да нема стомаче, да се затегнати и слично. Но јас би кажал многу поголемо е значењето медицинското, него тоа што е естетското. Двете значења се секако големи, многу важни, но веќе тука зборуваме за мускулатура која што е многу важна за човечкото здравје. Стомачната мускулатура како мускулатура заедно со грмните мускули за кои што веќе зборувавме во претходната емисија, заедно со нозете, ствара еден мускулен појас, еден мускулен столб кој што не држи исправени, кој што не држи стегнати, кој што не држи зацврстени, кој што го контролира нашето тело и не прави да имаме гладки, фини движења, тие движења да ги правиме со леснота, да не ни се тешки, лесно да функционираме, да не осеќаме многу умора, да имаме многу повеќе кондиција и слично. Значи, таа кондиција, би кажал, нема споредна кондиција за спортување и слично, но кондиција за функционирање, за работење, за вршење на домашните потреби, потребите од нормалниот човечки живот, ќе се крене, значи, таа кондиција на многу високо ниво и нема да осеќаме никакви проблеми. Така, добро, освен ова естетски карактер и на кој начин оваа група на мускули влијае, значи, во секојдневието на луѓето, значи,
и доколку не се добро извежбани и не се избалансирани овие мускули, дали можеби предизвикуваат некои состојби кои понатака може да влијаат во влошување можеби на здравствената состојба на човекот? Па најважно од све е дека ова група на мускулатура нас не прави да бидеме пободри, да бидеме посвежи, да бидеме помотивирани за работа, да бидеме полесно да се исправуваме кога ќе станеме од спиење, да можеме да станеме со многу леснота, не да го местиме како што секој нас знаеме алармот се по 10 минути да туркаме понапред за да се наспиеме и доволно за да бидеме одморени. Ова мускулатура ќе направи да ќе ни го лесни едноставно животот. Значи таа функционирањето, односно сега проблеми кои што се појавиле во иднина која немаме оваа мускулатура, значи околу стомакот немаме не е поврзан, да кажеме, со некои нерви како што е важна од медицински аспект грбната мускулатура, но би се појавиле сигурно, значи би било то преголеми натрупвање од калории и слично на стомакот, преголема тежина и слично, која што со тек на време ќе направи проблеми на другите делови на телото. Значи дали со таа преголема тежина ќе се поремети кичмата, дали ќе имаме терет врз колената, врз стапалата и слично. Значи со тек на време се појавуваат проблеми, но тие не се некои такви големи како што се кај другите групи на мускули. Затоа тука најважно е таа мускулатура да ја вежбаме заради да го направиме тој систем заедно со грбот и со нозете како една целина, за да можеме ние правилно и нормално и прекрасно да функционираме. Така, добро ги спомена калориите. Обично тоа е нели причината поради која што најчесто се бараат и се практикуваат овие вежби. Меѓутоа во таа желба да се постигне некој фин естетски изглед, дали може да се претера со практикувањето на овие вежби, па кои состојби понатака би се појавиле? Па јас би кажал тука малку едукативно. Значи постојат три групи на стомачни мускули. Имаме горни стомачни мускули, имаме долни, имаме странични стомачни мускули. Стомачните мускули секој по себе како еден мускул се тренираат различно, но тие го сочинуваат целокупниот стомак. Сега, нормално дека може да се претера со вежби, затоа што луѓето не е добро да се ги прават и секојдневно тие вежби стомак. Значи ние сме, како да кажам, ги сакаме тие стомачни мускули од естетски карактер и ги тренираме секојдневно. Една мускулатура, секој еден мускул, после еден тренинг си барат најмалку 24 сати и плюс одмор. Значи не може тоа да кажеме ако денеска сме извежбале стомак, сме истренирале, утре по истото време би било малку непријатно да тренираме повторно стомакот. Затоа се вежба најдобро е да се вежба преку еден ден. Значи може да се претера со вежби, нема некоја последица, некоја сериозно таков карактер се разбира ако не е тоа вежбање со некои големи тежини или слично. Затоа јас би препорачал поедноставни вежби за стомак, за целокупниот стомак, да се вежбаат некои пофини вежби без многу тежини, како што веќе препорачуваат и бодибилдинг инструкторите, и пилатес инструкторите и слично. Така, добро ги спомена, значи сите мускули кои што влегуваат во групата на стомачни мускули, дали можеби има некоја група, некој посебен мускул одница, значи кој што потешко е да се истренира или пак сите подеднакво може да бидат истренирани? Зборувавме во една од претходните емисии малку наназад за долната мускулатура на стомакот, дека таа е една малку занемарлива група која што веќе ја забораваме на нејзе. Таа во нормалното функционирање не се тренира и малку е тешко да ја оформиме, да ја истренираме слично, додека горната мускулатура со самото станување, со самото движење, со самото работење ние ја тренираме на некој начин. Таа веќе е активна, не е може зацврстена, но е тука и активна. За разлика од тоа, долната мускулатура и страничната мускулатура се малку попасивни. Значи тие спијат во моментот како не тренираме и треба да ги активираме. Затоа што само горната мускулатура нема да функционира правилно ако тие сите како целина не се извежбани и добро истренирани.
За Охриѓани зборот филигран е нераскинливо поврзан со големиот охридски мајстор Вангел Деребан. Верувам дека генерации и генерации Охриѓани се сеќаваат на неговата продавница, воедно и негова работилница во старата Охридска чаршија. И на излогот кој што примамуваше не само туристи, гости кои што доаѓаат тука и се интересира за начинот и изработката на она што тој го работи, туку и на голем број Охриѓани. Марта е малото девојче кое што Охриѓанче се разбира, кое што израсна во таа Охридска чаршија и кое што многу често застанувала пред истиот тој излог на Вангел Деребан и се воодушевувала на сите оние рачно изработени парчиња накит за понатака во животот ете да почне и самата да го практикува истото, но на еден малку поинаков начин. Ова е само еден краток вовед за следните минути во кои што ќе разговараме за филигранот и за начинот на кој што го изработува нашата драга вечерашна гостинка Марта Пеоска. Марта, добро вечер, да. Добре дојде во студиото на ТВМ. Добро ве најдов. Не си по прв пат во нашето студио? Не сум. Така. Се надам дека добро се чувствуваш, со оглед на тоа дека си дојдена во Охрид, во својот град, нели? Така, да, на неколку денови, така, на неколку денови, да. Ова емисија прекрасно се чувствувам во вашето студио како и секогаш, так. Посебно после таква најава. Да. Нели дури имам малце трема, позитивна во секој случај. Да, позитивна. Позитивната трема секогаш е добра, нели? Така. Ти благодарам многу што ете и самата кажа дека дојде специјално да снимиме оваа емисија. Така. Имаме за што да зборуваме. Дали сум во право за она што го кажав пред малку за малата Марта, која што денеска ден кажа ми на нашите гледачи е веќе дипломиран инженер архитект, така, изработува значи филигран на еден модерен, дизајнира така, се филигран со дизајн, да, на накит употребувајќи го филигранот. Ќе зборуваме за тоа. Так. Меѓутоа, би сакала прво за приказката за малата Марта по Охридската чаршија и нејзиниот интерес токму за излогот така, на Вангел Деребан. Колку и да звучи како приказна, меѓутоа навистина. Так. Навистина беше така. Охридската чаршија, неговиот дуќан, јас живеам многу блиску до чаршија, секојдневно сум ја поминувала чаршијата поради ова или нели. Так. Поради различни причини, мислам неодмилнив бил неговиот излог, неговиот дуќан, неговиот накид кој што мене ме воодушевало, едноставно ме опчинувал, нели, гледајќи го уште како мала, иако јас не разбирав што е тоа, натер меѓутоа некако во себе чувствував дека понатака во животот јас морам да сватам и да разберам и да го научам што е она што го гледам. Интересен е тој момент, нели, децата, да речам, во тие години обично можеби немаат интерес кон такви работи, конкретно можеби гледаат повеќе играчки или така, меѓутоа можеби гардероба или така. Да, меѓутоа ете јас некако спонтано во она средина фамилиарна дома во која што сум живеела, нели од моето уметничко семејство на архитекти, ако можам така некако да го дефинирам, нели моите родители, нели исто архитекти, татко ми уметник и јас и брат ми сега архитекти, значи тој допир со уметноста јас сум го имала во моето секојдневие, значи дури тоа ми било на нормално секојдневие, ателието на татко ми, галеријата, неговото сликање, сите тие луѓе, милиони посетители и гости од цел свет кои што во текот на сезоната или цела година доаѓале само да го посетат. И така натака, така што во мене претпоставувам дека сосема спонтано, можеби неочекувано или очекувано се вткала таа некоја љубов према уметноста, према убавото, према естетиката и така натака. И ете сум имала среќа со тек на време јас да си го најдам мојот сопствен начин на изразување и на доловување на таа естетика, уметност.
Така и точно тоа го правиш денеска преку филигранот. Кажа и самата дека си потекнуваш, значи, од семејство каде што сите четворица членови се нели дипломирани архитекти, меѓутоа интересен моментот дека никој не работи како не се занимава професионално. Така, сите налични сега во брат ми, како најмлад во нашата фамилија, меѓутоа ќе видиме. Така? Да, иднината е неизвестна. Да, никогаш не се знае. Да, па видите, меѓу другото, значи, пак ќе повторам, сме имале среќа да растеме во еден прекрасен град. Значи, не дека е Охрид, не дека е наш, ама навистина е прекрасен. Нели прекрасен град, обкружен со езеро, со планини, со сета таа природна, со сето тој природен контекст и сета таа уметност и културното наследство кој што ги имаме ние во Охрид, да тргнеме од охридската архитектура, нели, која што постои во стариот дел до сите тие цркви и така натака, значи некако јас сето тоа оставило неизбришлив трак во мојот живот и денеска ми е и мене, како да кажам, инспирација. Да, инспирација и секојдневни начин на живот, и архитектурата и уметноста. Многу е интересно тоа како сега ти од архитектура, така? Значи, архитектурата може би е еден вид на уметност. Така. Меѓутоа, како од архитектура се дојде до овој момент на така, до филигранот и до дизајнот. Предпоставувам дека многу луѓе на прва ќе рече, па добро, нели, што има врска сега архитектурата со филигранот, со изработката на накид, со занаетот, со дизајнот и така натака, меѓутоа архитектурата или архитектонските студии кои што јас ги завршив се невидена основа за уметноста и за развивање на еден млад човек понатака, дали како архитект, дизајнер или така натака, значи диапазонот на работи кои што можете еден архитект да ги прави понатака во неговиот професионален живот е буквално одгромен. Значи ние се здобиваме со основни познавања во однос на уметност, на цртање, на архитектура, на дизајнирање, проектирање, филозофија, култура на живење, музика, филм, сценографија, фотографија и уште комплетно секаде што застапена уметноста на некој начин. Така, други видови на уметности, така што ќе кажам пак, јас предпоставувам за сега, до сега, си го најдов мојот начин на изразување. Нели, јас ја практицирам архитектурата преку сребрената жиза. Ја раскажувам архитектонската приказна преку формите на филигранот, нели преку филиграните. Всушност, дали може овде да ја дефинираме таа разлика помеѓу она што би се рекло некаде во светот архитект? Значи, како беше на англиски jewelry architect, да? Значи, кај нас го нема можеби тој назив. Или чисто онака како што пред малку разговаравме, креатор или дизајнер на накид. Или изработувач на накид. Која е разликата конкретно сега, во она што ти го правиш како архитекта и некој што дома си го прави затоа што тоа го сака или што едноставно му оди од рак? Така се, ако може некако да ја категоризираме разликата, нели тука е пред се разлика во образование, во видот на образованието, нели дали личноста претходно има одредено компатибилно, нели образование, некако вид на уметнички факултет или дизајнерски факултет. Во светот има голем број на различни факултети, нели високи школи за ваков дизајн, таков или специјално за накид, за дизајн, за нови техники, технологии за обработка на накид и така натака. И помеѓу луѓето кои што го работат тоа само како хоби, кои што употребуваат некои скроз други начини на обработка и така натака. Jewelry architect, нели архитект за накид, ако може така некако да се преведи во буквална смисла, сепак тој термин значи нешто многу повеќе. И друго, во секој случај кажува дека базата е архитектурата. Од тука тргнува начинот на самата работа, процесот на изработката на причината, на формирање на идејата. Значи буквално е како проектирање на. Можеме ли сега да зборуваме за тоа, бидејќи веќе сме на таа тема? Што значи така користењето на архитектурата конкретно е за тебе? Значи, дали она почетна скица која што треба да направиш, дали
самата идеја, обработката. Начинот, односно сиот тој процес на работа од иницијалната идеја до крајниот резултат, независно дали е парче накид, дали е објект или некаков друг дизајн или производ, значи начинот и сиот тој процес на работа е во главно ист. Значи мора да постои иницијалната идеја. Најчесто јас мојата идеја и инспирација најмногу ја наоѓам во предизвикот. Значи јас многу сакам кога работам по наречка и посебно се радувам кога клиентите ми даваат целосна слобода. Значи оставаат на тебе, и има целосна доверба во мене, што од друга страна па повлекува многу поголема одговорност кај мене, затоа што нели се е буквално во мои раце. И сега од една страна тоа е многу добро кога уметникот, нели, дизајнерот, архитектот има целосна слобода, неограничување, може да направи условно речено што сака. Меѓутоа од друга страна и кога имаме одредени одредници кои што уште повеќе не ограничуваат и тоа исто така е еднакво захтевно, да речем. Значи, нити едното е лесно, нити другото. Тежината е иста на различен начин, може. Да. Така што и одговорноста апсолутно е многу голема, затоа што сепак на крајот, кога е тоа парче готово, значи кога јас го предавам, значи стои моето име и презиме, стои моето ателје за тоа. На крајот на криштата, значи јас се представувам себе си, моето ателје, галерија, мојот град, мојата држава и така натака, кога од причината надвор. Значи иницијалната идеја јас ја наоѓам најмногу во предизвикот кој што ми е даден и потоа следи тој процес и момент на инспирација, на дефинирање на таа идеја, скица, значи тоа се може да трае условно речено бесконечно, значи времето како не постои како. Така не е работно време класично, туку кога што ти ќе добиеш апсолутно. Значи јас немам работно време од 9 до 5, јас имам понекогаш 24 часа во денот ми е работно време затоа што тој мисловен процес кој што претходи на оној работен, нели процес најчесто е многу подолго него самиот завршеток, нели, или изработувањето на парчето, затоа што јас сум доволно сигурна, ако можам така да кажам, во познавањето на занаетот, што значи дека тој дел ми е многу условно речено полесно да го нели ми треба пократко време да го завршам отколку на претходниот додека јас го обмислам целосно парчето, затоа што се додека не е готово на скица, дури не почувствувам јас дека е готово, не се оди во ателје, не се седнува на работна маса, не мора да е дефиниран секој еден детал да знам јас точно што и како правам. А и самиот процес на изработка на парчето, конкретно на филигранот има архитектонски принцип пак, нели затоа што се работи за градење. Јас користам сребрената жица. Има неколку различни модели кои што ги користам, различни дебелини, различни видови, значи дали ќе е чукната или округла зависи, дали ќе е сукана чукната или не зависи, нели од самиот модел парчето. Извини, дали клиентите бараат од тебе посебно нешто, ваква жица, таква, толку каратно сребро или? Не, клиентите воопшто не се интересираат за тоа, затоа што мислам филигранот се работи како што се работи, тоа јас го знам самиот процес и така натака воопшто не дискутирам јас на таа тема со клиентите. Така, тоа е твој дел од комплетно мојот дел, од работата. Да, најбитно од се крајниот момент кога јас ќе го предадам парчето и кога ќе го видам ликот на тоа што го предавам, се ми е јасно дали парчето е добро направено или не, односно дали буди во одушување, дали ги оправдало нивните очекувања или ги надмашило нивните очекувања и така натака. И значи зборувавме за самиот процес на изработка на филигранот, се работи пак за градење на парчето постепено. Прво се прави главната конструкција со подебела жица, таа се лепи, па потоа се исполнува натре и така натака, после следат други фази, сега да не го раскажувам целиот занет, нели? Мора да остане сепак така нешто, да, одреден дел така малку се помистичен. Сепак е занет, нели, кој што се пренесувало од колено на колено, нели, така натака, јас се најдов и пак имав некој среќен момент во животот, толку многу го сакав и го посакував и ми се случи и го научив пред 9 години од прилика. Тоа беше следното прашање, всушност и за моментот кога се случи. Значи, едно е сега ти да имаш желба да гледаш, нели, да ти се допаѓаат тие работи, можеби да имаш замисла дека еден ден така, можеби ќе го работиш, а друго е веќе конкретниот чекор кога ти го презеде за да... Други се можностите, сосема трето е кога едноставно моментот ќе се случи, кога... Така, јас требало да го, сепак да го научам, нели, некој ја слушнал мојата
мојата преголема желба, претпоставувам, пред 9 години отприлика, 2005-та, да, во Скопје имаше еден проект ревитализација на стари занаети. Ти веќе беше на факултет? Јас веќе бев на факултет, апсолутно. Так. Втора, трета година студија и така нешто. Так. Значи, проектот се викаше ревитализација на стари занаети, кој што беше под покровителство на амбасадата на Кралството на Холандија и организацијата Aid to Artisans, АТА. И, значи, беа одбрани 10 занаети, меѓу кои што беше и филигранскиот занает. Јас се пријавив, имаше, не знам, прв круг, втор круг интервјуа и така натака, нели, многу строга селекција, да не речам. Така, не можеше секој да влезе, значи. Апсолутно, моравме да имаме одредена претходна историја со некаква работа на накид, да речеме, значи да познавање на одредени материјали, начин на изработка, техники и така натака, па ете испадна дека го имам. Да, дека работењето во ателието, нели во нашето ателие дома и сето она колку толку запознавање и интерес, нели сето тоа си го придонесе. И мене да ме примат, примија 10 од нас, се направи една многу добра група. Мислам дека околу 6 месеци траеше курсот. Имавме еден месец изучување во Скопје, во Стара Чарша ни беше работилницата. И така, тоа секако некако многу успешно заврши и можам да кажам дека на моје огромно воодушевање и задоволство поголем број од, ако не и сите, 70% може би од нас продолжија да се занимаваат на свој начин, некој свој начин со филигранот, некој од нас дури стана прилично успешни во нешто го работат. Така, кој како го доживее, веројатно, како тебе. Така, што значи дека многу добри кандидати одбрани. Да, не во секој случај. Значи тука беше твоето Тоа беше моето запознавање, моето учење, значи конкретно со изработката на филигранот, да, и од тогаш едноставно тоа што јас го научив не ми дава мир до ден денес и се надевам така ќе биде до крај. И понатака. А Марта, како продолжува понатака приказката? Ти го заврши факултетот, а филигранот во меѓувреме? Така, јас продолжи да го изработуваш? Јас продолжив цело време да го изработувам филигранот, се разбира согласно со моите обврски на факултет, затоа што мојот факултет не дозволува многу занимавање со други работи, затоа што тоа е премногу напорна нели работа, го пополнува цело мое слободно време, ако воопшто такво постоело во текот на студиите. Меѓутоа и кога јас немав време да седнам и да го изработам, јас цело време скицирав. Значи никогаш не престанав нели мислата да си ја развивам идејата, затоа што она кон што целам е да создадам мој препознатлив стил, моја препознатлива линија, нели, кога ќе после многу години, здравје Боже, кога ќе се видат неколку парчиња, да може некој да препозна, она е Марта Пеовска, знам дека. Мислам дека таа индивидуалност е многу битна затоа што дава и уникатност и оригиналност на парчето и нели сепак и јас растам и се развивам како лично, се станувам уште поцврста. Значи желбата за изработување на филигран продолжи во текот на твоето факултетско образование. Понатака го заврши факултетот и можеби ете неочекувано, меѓутоа во твојот приватен живот се случија работи кои што можеби и те изфорсира, иако толку млада, да донесеш некои одлуки во твојот живот, кои што ете од денешна пак гледна точка се оправдани. Така да, некои одлуки за жал беа така некако нели, условно речено изфорсирани, мораја да се донесат, така нели неочекувано се случи тоа што се случи 2010 година, нели ненадејната смрт на татко ми, кој што беше уметник, нели познат на охридската јавност. И така некако потоа јас нели толку животот, оно како што го знаевме претходно, заврши. Да, сега требаше наеднаш да се некако да се потрудиме нели да почнеме условно кажано нели нов живот поинаков. Без него тоа е така, нели се менуваат работите, колку и да сакаме ние да ги задржиме, значи едноставно реалноста е таа и сега или ќе одиме напред или за секогаш ќе застанеме во една точка и ќе се враќаме назад, нели тоа второто не го сакаме, не го сакавме, нели продолживме напред се во знак и во име на татко ми се разбира. Значи ателието негово кој што функционираше претходно, значи 20 и нешто години. Така. Нели го префрливме на моје име. Во тоа време брат ми се уште студираше, јас бев веќе при крај на студија, околу дипломската работа. Ја спремав, го префрливме на моје име и откако дипломирав, нели
сега веќе го носиме тоа ателје Марта Пеовска, така што јас така некако спонтано, сплетна околности, така требало да биде. Спонтано, меѓутоа Марта многу храбро. Да. Видите, препоставувам дека во оваа средина во која што живееме, независно од градот, државата, во средината во која што живееме, начинот на кој што сме ние растени, воспитани и така натака, посебно за една девојка, нели на тие години и така натака, било која одлука во тој момент би била храброст. Во секој случај посебно нешто такво, меѓутоа ете благодарение на моето домашно воспитување, нели, моите родители изгледа завршиле добра работа. Добра работа и јас ете така, нели, застанав смело за она што се случи, презедов апсолутна одговорност, нели? И така, нели, во секој случај јас мислам не сакавме да престани да постои тоа што претходно го постоело, што татко ми го градел долги години. И значи јас се презедов таа одговорност и спонтано со тек на време во таа наредна година сватив дека она што го правам, она што би требало да го правам е истото што го правеше тој, меѓутоа да си го најдам својот собствен начин израз и да си го пробијам својот собствен пат. Да, тој го направил тоа што го направил, тој е тој, меѓутоа сега јас сум јас и независно на таа моја позадина, нели, која што јас не сакам цело време да ми стои како таа е. И така натака, нели, треба јас да се потрудам, си создадам име сама за себе и да си го пробијам патот и да бидам она што би требало да. И така веќе го правиш тоа и тоа си на многу добар пат. Значи се надевам. Да. Мое да работам, да творам, да се трудам и да не се откажувам во секој случај. Значи секакви моменти има во животот, буквално секакви, меѓутоа нели. Животот како таков ми не учи да се бориме и да бидеме храбри и само така може да се успеем. И со многу голема страст и љубов према работата што ја правим, иначе поинаку не гледам дека може. А ти тоа го имаш во доволни количества, се гледа од приложеното. Од сиот твој животен пат, ти си релативно млада, меѓутоа навистина многу успешна и пак ќе речам храбра, затоа што си се фатила во еден многу важен момент од животот во Костец. Така со животот. Со животот и еден голем проблем, се разбира со поддршка на сепак мајка ти, брат ти. Апсолутно. Значи, јас нема во моментов да го правам ова што го правам, да условно речено да рушам некакви граници и бариери, затоа што сепак знаете да имате уметничко ателје свое приватно, па и галерија, па уште на тоа да сте жена во мала средина и така натака, мислам сите тие предрасуди ги ставаме воопшто, нели, на страна. Јас сум сосема растена во многу поширок контекст. Меѓутоа поддршката, значи јас секој ден во себе си викам леле, благодарам стварно што ги има мајка ми, брат ми и што имам неверојатна апсолутна поддршка од нивна страна. Значи мислам дека апсолутно не би успеал. Значи еден погрешен збор од нив или поинаков, мислам дека ова што нема да постои денес. И сега во моментов сум во процес на отварање на мојот нов простор. Преска тоа почнав да зборувам, што тоа што тој го направил, сега треба јас некако чувствувам во мене дека јас сум на некој начин и должна према, нели, она што го дале мајка ми, татко ми за мене, како што се ми овозможили, јас сум стигнала до кај што сум стигнала, сега треба јас на некој начин, условно кажано, да се одолжам со тоа што јас ќе продолжам напред и ќе создавам и ќе творам. Имав добар пример претходно, нели? Сигурно. Тоа не сме да се занемари и сега сум во процес на отварање на мој приватен простор, ателје и галерија, меѓутоа за тоа ќе зборуваме во наредна прилика, кога ќе биде готово, навистина не сакам да, бидејќи ти не сакаш пред време да зборуваш за работите, прво сакаш да ги оствариш, па потоа. А добро, ќе имаме прилика, па ќе разговараме, ќе те посетиме. Работаме, забрзано на просторот, па так. Не кажуваме ништо повеќе од тоа. Одлично. Ке биде моментот, па ќе кажеме. Лани во јули месец, во склоп на Охридско лето, се одржа интернационална летна школа за архитектура во Охрид и тоа се случи после цели 30 години од во Охрид повторно после 30 години. Што значише тоа за тебе? Прва интернационална школа за архитектура која што ја организираше American College од Скопје. Видите, многу е битно за мене што јас се трудам да направам некаква разлика кај себе во однос на
во однос на она како јас го доживувам, го гледам, го работам и го манифестирам она што го работам. Значи, јас сум архитект, дизајнер, кој што познават филигрански занет, кој што го работи и го практицира во она што го работам, во моето секојдневие. Значи, сакам да кажам дека пак неизбежно е да се вратам на архитектурата, и сите оние врати кои што ги отворат и сите оние способности кои што им ги дават на луѓето кои што ја изучуваат, да се занимаваат и да можат едноставно да ги работат. Навистина, огромно е моето задоволство што имав прилика да бидам јас дел од таа летна школа. Бев поканета да одржам предавање, да речеме, имав излагање, кое што беше малце нетипично, не се случи пред платно и студенти седнати на столчина во затворен простор, туку и многу сум среќна што е мојата идеја најдена апсолутно на воодушување и кај одговорните на летната школа, апсолутно ја прифатија, кој што ме поканија и апсолутно ја прифатија и тоа излагање се случи во мојот двор, во фамилиарната куќа. Во ателието, и тоа беше една слика која што никогаш нема да ја заборавам. Мислам дека имаше околу 30, не ме фаќате за збор, студенти, кои што беа присутни во дворот со се нивните ментори, 20 од Хрватска, целиот комплет професори, асистенти, декани и така натака беа присутни исто во дворот на тоа моје излагање. Мислам, тоа мене премногу ми значеше во секој случај, нели? Што ми испочитува и мене и јас. Беше ли изненадена ти сега во тој момент кога ја доби таа покана? Или знаеш, или ти беше кажано дека? Па не, во моментот кога ми се јави, ме контактира и кога седнавме да разговараме, апсолутно се изненадив, меѓутоа тоа беше преголем предизвик и мислам немаше шанса да кажам не и така натака тоа. Да, за ваков тип на предизвици и на активности, нели, не знам, секој би сакал да му се случат и така натака. Предавањето помина на тема? Да, излагањето беше нели во концепт на сепак во согласно со нивната главна со самиот наслов на школата, архитектурата како перформанс. Моето излагање беше на тема дизајнот како архитектура, а знаетот како алатка, така што јас нели се потрудив да ги доближам архитектурата и дизајнот, таа граница која што сепак постои, меѓутоа нели јас се движам некако на неа и се трудам преку себе да ги спојам и архитектурата и дизајнот и занаетот. И мислам дека многу убаво помина, нели? Па да, имаше убави критики, коментари. Да. За задоволството да биде уште поголемо. Да. И тоа е во секој случај едно огромно и големо искуство. И големо, тоа е непроценливо искуство да се застане посебно пред домашна публика, затоа што сум имала прилика и да говорам пред странска публика. Зашто нашите се потешки, што? Не дека, ама кога си дома пред своите поголема одговорност. Па да, затоа што не знам, исто е, ама и не е исто. Така. Сепак дома пред своите малце, добро, сега како, ама добро се снајдам. Одлично, па можеби ќе има и други вакви покани од ваков тип. Дај Боже, се надевам. Така? Да. Битно дека впечатоците од ова апсолутно прво вакво искуство се одлични. Овде Марта, кога го спомнуваме, Охридското лето, нели? Неизбежно е да се спомене и она зашто многу се зборуваше. Наистина беше многу интересно и многу уникатно, ако може така да се каже, направено од страна на 4 дизајнерки на Накид, меѓу кои и ти. Нели, го носеше насловот Во синило те намамив. Така малку романтично. Така. Тоа уствари всушност беше прва изложба на современ Накид, случајна некогаш во склоп во рамките на Охридско лето, па ете зборува за тоа. Така да, прво морам да кажам дека нели насловот самиот кажува која ни беше нашата најголема инспирација, а тоа е синилото. Како се случи тоа? Синилото кој што го обкружува нели нашиот град, езерото, небото и така натака, тоа беше неодминлив момент дека тоа треба да е инспирација. Идејата ете така некако се роди, успеа, си доби свое место на Охридско лето и кога веќе беше договорено, готово имам изложба и сега. Океј, супер, помина моментот, нели, афектниот момент на возбуда и она и сега што правиме. Да, склопот беше многу интересен. Јас сум многу задоволна, наискрено од она што ние го презентиравме. Изложбата беше во просторот на куќата на Уранија.
на вториот кат горе, на 10 август во 22:22 часот. И тој момент, четири, нели, така, беше забележен? 4 девојки дизајнерки, 3 од Скопје, и јас од Охрид, кои што се занимаваат со дизајн на накид, на некои од нас им е тоа и професија. Така. Значи, ние имавме нели индивидуално представување во склоп на групна изложба и мене ми беше многу интересен моментот дека сите 4 кои што имавме нели иста инспирација, значи нашите парчиња беа премногу различни, премногу разновидни, меѓутоа некако навистина склопливи во еден нешто во таа изложба. Тоа ми беше, мислам, ние интересно. Така, ние на пример приватно со некои повеќе, со некои помалку се дружиме, со некои не се знаеме толку добро и знаете пак не е така едноставно еден проект да тераш со нели и да направиш со посебно во група во тим на луѓе. Сепак тука се работат за и различни мислења. Апсолутно, меѓутоа ете склопот најверојатно беше многу добро одбран и направен и изложбата беше повеќе од успешна, ако смеам јас така да се кажам. Јас бев многу воодушевена и изненадена. Потврдуваме затоа што така беа критиките, од одзивот на публиката, посебно до охридската публика. Јас морам да кажам фала. Претходно немав прилика, меѓутоа што е малку несвојствено за охриѓани, да се каже. Не, навистина, знаете, јас се чувствував како да сум на приемен испит пред охриѓани, меѓутоа тие пред мене. Па не, навистина е така. Јас се представувам во својот нели роден град пред своите луѓе. Или ќе, знаете како, или ќе те прифатат или не. Или ќе дојдат сите, или никој нема да дојде. Меѓутоа ете изложбата помина, имаше навистина многу публика. И така, тоа беше многу интересен концепт, затоа што имаше интересен беше моментот во ред да направим изложба на современ накид со користење нели на современи материјали и така натака, злато, сребро и така натака и други материјали кои што се користеа, меѓутоа имаше тука и уште еден предизвик како ние таа изложба на современ накид да ја концепираме и да ја поставиме во еден амбиент кој што е од архитектура нели во куќата на Уранија, кој што е во тој амбиент. Да. Нели апсолутно сите ние знаеме тоа што значи за македонската охридската архитектура и така натака. Меѓутоа ете мислам дека и поставката беше целосно во контекст и во склоп на амбиентот и мислам дека убаво помина, да, во секој случај, да. Сега се случи тоа што немаше многу фотографии од накитот. Така. Не можевме да го видиме така убаво, само тие што дојдеа да имаја прилика да го видат. Зошто? Дали тоа беше така планирано? Тоа беше планирано и намерно затоа што имавме и се уште имаме идеја и план за таа изложба, затоа што нели од кога помина така како што помина, свативме дека е добро да не ограничиме и да не остане само во Охрид, за охридската публика и за луѓето кои што беа присутни, меѓутоа пред се да ја донесеме и во Скопје, сепак како главен град. Нели град со многу повеќе жители и така натака да ја видат, а исто така и сметавме дека имаме многу добар проект, концепт, изложба која што би требало и да се прошета надвор. И надвор, да. Така и некои одредени балкански држави, дури можеби малце погоре нели во Европа да види дека и Македонија сепак може да се носи со современата дизајнерска сцена на накид. Така, и тоа значи дека сега во Скопје ќе ја видат таа изложба, има ли нешто најава некаква или преговорите се во тек, не би сакала повеќе да зборувам, кога пак нешто со сигурност ќе се знае, се разбере дека ќе ви информирам на време и меѓутоа има нешто. Цело време се работи, да. Ова би требало да значи дека ако изложбата оди Скопје, најверојатно ќе оди надвор. Се надевам, таков ни е планот, па сега ќе видиме. Добро. Ви посакуваме реализација на планот, се разбира и на секое поле. Ова беше околу изложбата која што се случи нели на Охридско лето и која што беше многу успешна. Дали сега во овој момент да се надоврзам на темата се изложувала на други изложби, сајми можеби или имаш ли такво искуство друго? Освен оваа заедничка изложба. Не можам да се пофалам дека имам искуство, многу големо, имам многу минимално. На почетокот на летото минатата година, исто во јуни, индивидуално изложував во склоп на нашиот охридски фестивал УФА. Така. Нели ова година, 2013 беше второто издание на тој фестивал, каде што имав индивидуално изложување во склоп на фестивалот со една уметничка инсталација на накитот, кој што беше така прилично интересен склоп и концепт. Потоа следеше оваа голема изложба. И сега, нели, продолжувам и понатака, нели, забрзано со позабрзано
темпо да работам на тој случај, меѓутоа претходно не, затоа што во главно имав многу други ангажмани, тука беа и студиите, тука беше и разработување на ателието на мојот бренд и така натака, и едноставно знаете како кога ќе се фатите за многу работи да ги правите одеднаш, не можам да гарантирам дека истите сите успешно ќе се завршат. Така постепено мислам дека малку по малку ќе се дојде се на затоа што и тоа излегување надвор на сајм или на некакви такви манифестации, сепак знаете, пак е тоа представување. Сепак е јавно представување надвор на мене, пак ќе кажам на моето име, презиме, на град, на држава и така натака. И мислам, јас не го сваќам толку многу лесно и едноставно. Сепак и тоа одредена домашна задача која што треба да се и како што ти кажа, всушност дека тоа го сваќаш како еден вид на привилегија. Апсолутно. Мислам дека, знаете, треба сепак да се следи сопствената развојна линија и биоритам. Јас не сум за форсирање на нештата, дека по секоја цена јас морам да излезам во весник, морам на телевизија, мора секој месец да ме имам, мора, значи цело време нови колекции парче на застанете, чекајте малце. Знаете, луѓето кои што малце ги остават тие работи на страна, нели сетата фама и кревање прашина околу себе, повеќе имаат време да се посветат на она што значи работа, фокусирање и така натака. И мислам дека вториот случај се по-успешни или ајде да не го кажам тоа така, ама мислам дека е подобро и дека тоа е поважниот фактор за успех отколку на другото. Затоа што можеби се што има многу помпа, па можеби ќе помине еднаш-два пати, али понатака веќе ќе се бара нешто друго. Ние сме, видите, мислам еве и кај нас таа дизајнерска сцена, да речеме која што постои, нели се појавуваат многу нови дизајнери, многу луѓе кои што работат филигран, кои што се занимаваат со накид и така натака, и сите ние сме на некој исто рамниште и ниво. И сега секој индивидуално за себе си ја прави разликата. Јас си го наоѓам мојот начин како јас да си ја направам разликата. Нели мислам дека според тоа околината како реагира на тоа и нивните критики и коментари, мислам дека сега засега е во ред. Дека сме добар пат. Така. Марта, 2013 година е битна, веројатно за тебе, затоа што има прилично настани на кои што ќе се сеќаваш така и ќе бидеш горда. Така. Еден од нив е оној момент кога се појави на страната на веб страната на Национална географија, меѓутоа кажи ни како одеше сето тоа. Така, најдобро ти ќе ни објасни што се случуваше. Така, кога некој ме праша леле како, па викам на ето на знам луѓе кои што познаваат луѓе. Сосема случајно и спонтано ми се јавија ало Марта вака така утре задутре ќе дојдат, нели јас во моментот го спремав накитот, инсталацијата за во јуни за фестивалот УФО и бев тотално влезена во тој нели концепт и филм, кога се фокусираш на нешто, тоа е тоа главно и се друго е нели вознемирување. Кам добро, шо како Национална географија? Чекај. Молам, кога задутре добро, ајде, ама јас работам, значи во хаосум, ако тоа е она што треба да го видат, добро. Ајде во ред се договоривме и во меѓувреме нели разбрав дека Национална географија во скоп на нивниот сајт Геотуризам Western Balkans, значи кој што е посветен на Западен Балкан, на балканските држави кои што го истражуваат и промовираат овој нели дел на Балканот, се она што интересно се случува би било интересно за странските посетители од нели храната и пијалоците до нашите обичаи, до outdoor activities, до спортовите и се она што може да се прави надвор во природа и така натака, па се до занетите и она што е нели изворно наше македонско, охридско и така натака. Има еден проект кој што го подготвува и го реализира минатата година, нели во склоп на нивниот сајт за Западен Балкан. Кај мене во ателие дојдоа, значи благодарение на ете луѓето кои што на муабетот на она што јас го правам, нели, кои што слушнале и мислеле дека јас ќе бидам добар репрезентант, дека ќе бидам правото место каде да ги упатат. Тие луѓе се појавија двајца фоторепортери во моментот, да не речам, нели, кои што има проект да снимаат неколку кратки документарци, 2,5 до 3 минути на неколку различни теми.
Нели тие двајца луѓе се американци кои што се апсолутно докажани во својата професија, кои што се филмски работници, сценаристи, филмографи и така натака. Нели снимавме кратко 1 час. Да, 1 час. Беше краткото снимање, нели? На видеото кое што траеше на крај. Кое што трае 2,5 минути, мене ми има само 20 секунди, меѓутоа ние снимавме кратко само 1 час. Нели дојде апсолутно неочекувано, неспремно, меѓутоа сепак и тие беа апсолутно воодушевени од приказната за ателието, за филигранот, што значи културно наследство Охрид Македонија, од кога се негова, дека е стара античка техника која што нели се развила и почнала да постои уште многу давно во антиката, па како стигнала во Македонија, па Охрид, па и сета таа нели приказна која што јас ја раскажав и беа апсолутно воодушевени од ателието, сиот тој амбиент и од Охрид и од стариот дел и така натака, и после неколку месеци, значи нетрпеливо исчекување што ќе се случи со конечно посетата. излегаа документарците и сега тие доживуваат постепена нивна промоција, може да се најдат на нивниот официјален сајт и можам да кажам дека тоа меѓу другото беше еден од многу возбудливите моменти. Нели, така е многу важен во секој случај. Апсолутно, затоа повторно што се враќаме на она привилегија да го промовираш не само на што ти го работиш, туку својот град, државата. Тоа е еден многу битен момент или улога која што јас ја имам и ја чувствувам, нели во однос на она што го работам. Со самото тоа што сум од Охрид, нели живеам на улица Царство и Мил, која што е најглавната и најпрометна улица, нели посебно во сезона која што оди од плоштад до тука е ателието и на кој да кажеме. Тука е и ателието, значи да вистина, значи јас имав таа чест, нели да го презентирам филигранот, филигранската техника, ателието Охрид, Македонија на сајтот на Национална географија, буквално цел свет го види и тие што не знаеле сега знаат каде е Охрид и што е Охрид и Македонија и што ние правиме. Апсолутно. Тука. Значи во склоп на тој краток документарец од секоја држава од Балканот беа одбрани само по еден за нечија. Така, значи, од сите, држави ти, односно од Македонија, ти ја имаше токму таа чест. И одлично ја заврши работата. Се надевам. Да, јас сакам да те прашам сега, да те навратам малку на твоите клиенти. Добро. Затоа што е многу важно, како што кажа ти, да им се удоволи на луѓето во смисла да им се допадне она што го правиш. Така. Сега тежината, дали ги знаеш или не ги знаеш, кажа и сама дека е на исто рамниште. Меѓутоа, има ли некои посебни ова сега те прашувам, бидејќи знам за еден. Така, добро. Посебни порачки, нарачки, кои што ете од тебе црпат и нешто повеќе од само скица и изработка конкретно, туку бараат и изработка и пишување на приказка. Така. Како оди тоа? Тоа е значи едно комплетно уметничко ремек дело. Апсолутно. Значи, уште еднаш морам да споменам, по не знам кој пат, меѓутоа шум толку многу го спомнам, че стварно е така. Јас имам стварно многу голема среќа и привилегија да го работам ова што го работам. И при тоа да имам целосна слобода во начинот на творење и на обмислување на парчето и на изработка. Исто така, многу често работам со конкретни клиенти, значи многу малку имам време да седнам и да направам парче на ниво на колекција или да изработам за себе или нели за да имам на страна и така натака. Така што 90% од сите парчиња што сум ги направила биле посебни, нели? Дали ми се сите драги? Да, сите ми се драги. Знам дека е тоа клише одговор, меѓутоа навистина сите парчиња ми се драги. Зошто? Затоа што јас апсолутно се разбира дека внесувам одреден дел од мене во нив. И тоа ми се потврдило многу пати, без разлика дали се работело за парче накид или за проект или за било што, колку што ние ќе се внесиме во она што го работиме, значи безусловно, безрезервно, ќе се посветиме, ќе истражиме и на крај ќе го добиеме тој крајниот резултат, тоа е поуспешно парчето. Значи без разлика за што се работи, верувајте ми, другиот човек, без разлика колку имат познавања или не, едноставно го чувствува тоа. Значи и на најобичен лайк, да речеме,
кога би му покажале нешто на кое што буквално сте потрошиле премногу енергија и сте се внесле и целата приказна зошто е секоја жичка така како што е свиткана и свиткана, верувајте дека го чувствуват. И не се работат дали другиот разбира уметност или не, туку се работа за внатрешното чувство кое што уметничкото дело или парче го предизвикува. Буди кај него. Ако предизвика нешто, парчето е успешно. Ако не предизвика, треба уметникот да се запреше. Да, и конкретно за конкретно приказката. да, затоа што нели знам што Да. кон што води ова прашање. Да. Морам да го споменам филигранското венче, кој што го изработав пред 1 година прилика. За сега веќе мои драги луѓе, на вистина, Значи, многу повторно драги. видиш че твојата работа и спој или создава и нови пријателства. апсолутно. Значи, твојата енергија ја пренесуваш на нив и понатака тоа се претвора во пријателство. Една низа на многу убави работи, да, мислам, филигранското чувства. венче кој што го изработав како подарок тогаш, нели, наречка од дечко за девојка. Девојката, нели, воопшто не знаеше што ние двајца спремаме и заговараме. Интересно беше затоа што ми требаше подолг временски период за јас да го Смислиш. смислам. Да го извадам дизајнот на тоа венче, нели, од мојата глава, Да го направиш приказка. Да го направам она што требало да биде, да, затоа што нели приказната на тие двајца сега веќе сопруг и сопруга, нели? Така. Е апсолутно фасцинантна таа нивна животна приказна, кога и како се сретнале, па како се разделили така натака. Јас ете некако, не знам, самата рака ги повлече линиите и во таа филигранска плетка и чипка јас се раскажав нивната животна приказна, нели? Знаеш, кога ќе речеш, ја раскажав, значи, во таа филигранска чипка или како ја викаш, нивната приказка, првата помисла која што ќе дојде е букви, нешто. Така дека Меѓутоа не само малку да кажеме дека станува збор за символи. така апсолутно Символично стилизирани. така стилизирани. Јас сега не ги знам изразите, меѓутоа стилизирани Стилизација на форми кои што на кои што геометриски значат, форми така. кои што кога ќе се подетано објасни нели целата таа скица што значи, мислам дека е одма видливо и они што ја знаат приказната. Јас знам и многу ми е драго што ја знам затоа што јас бев воодушевена на вистина од начинот на кој што ти си го смислила тоа и колку всушност тие навидум обични кругчиња и не знам како ќе ги наречеш криви линии, добија смисол откако Така, ми раскажа што значат, навистина. Секој филигранско парче нели е 90% готово кога јас ќе го завршам. Она крајот е секогаш завршуван, односно му се дава живот кога нели сопственикот ќе почне да го носи. Така. Тоа веќе си добива живот парчето и од понатака. А во секој случај е уште поубаво кога има некое значење. Така. Добро, Марта, можеме јас и ти вака уште многу. Да, мислам дека можеме, ама Да. нели не е поентата да им зададиме на гледачите, треба да меѓутоа ставиме за нешто за понатака. За понатака, само на кратко идни планови. Идни планови секогаш има. Значи секогаш се работи на идни планови. Да, сега сме релација Охрид-Скопје. Сега сум релација Охрид-Скопје, зимскиот период, нели знаеме, малце помирен во Скопје, а и мојот темперамент, малце и карактер, нели сум малце побрзи од зимското темпо на Охрид, така што сум сега во Скопје, имам можност да бидам во Скопје, таму ми е префрлено моментално и студиото. Така. Меѓу другото, значи таму се уште го работам накитот, во меѓу време ете се наоѓа време и за архитектура. Значи кога човек добро ќе се организира и знае што работи, што сака, апсолутно се наоѓа време за се. Значи не може никој да ме убеди во спротивното. Да, јас си наоѓам апсолутно време и за архитектурата и за мојата професија. Сега и таа е на малце на поконцептуален начин. Меѓутоа ете веќе трета година 2013 во есенскиот период одам како дел од група археолози на археолошки локалитет, нели копаме во на езерото Кознјак во село Здунја, во Пештера и така натака. Во екстремни услови. Да, апсолутно во екстремни услови, значи сме така како мала експедиција, нели само ние 6 или 8 луѓе на преживување, еден теренец, джип, сета археолошка опрема, јас еден архитект како вонземјанин, помеѓу сите археолози. Меѓутоа ете и таму нели мојата љубопитност и желба за учење на нови работи ги натера археолозите, главниот археолог да каже добро Кеворет нема проблем, влези во сонда и сега ќе научиш како се копа, како се препознаваат археолошките
артефакти, како се копаат, како се спремаат, цела документација и така натака. Значи, јас научив уште една нова школа. Значи, нема сватите погрешно, не станав археолог, не се мешам таму. Меѓутоа веќе многу Меѓутоа, да, она знаеш, што јас можам да придонесам уште повеќе на терен, покрај архитектурата, апсолутно. Се надевам дека го владеам и така. И плюс, тука и некои други проекти кои што излегуваат. Цел живот се учи, нели? А нели, апсолутно, човек никогаш не треба да застане да учи, затоа што тоа го држува неговиот, нели, дух млад. Значи, така. Особено кога е се уште млад. апсолутно. Одлична комбинација. Така. Марта, ти благодарам многу. Така. Што беше гостинка во нов ден. Јас наистина преубаво си поминав. Апсолутно Има и од јас. студиото една убава енергија. Така лесно е кога имаме гости кои што убаво си раскажуваат. Благодарам. Во секој случај многу интересна приказка. Јас ти посакувам успех и понатаму, да продолжиш на својот пат, да бидеш уште многу успешна и успешно да се представуваш себе си и нашиот град. Благодарам многу. Нели, и се разбира до некоја следна Следна прилика. прилика, да, се надевам дека ќе биде забрзо, само за тоа на време. Ќе откриеме кога ќе да, дојде кога време. ќе биде време, апсолутно. Благодарам Так. многу уште еднаш. Така. Почитувани гледачи, тоа беше Марта Пеоска и разговорот со неа. Нов ден продолжува уште со една рубрика со урбаниот сонувач. Сите признаваме кога некоја реклама е навистина добра. Овие неколку реклами кои следуваат умеат да насмеат и да инспирираат. Со помош на компјутерска технологија 20 години по смртта на Одри Хепберн, низиниот лик се појави во реклама за чоколадата Галакси. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. There's a light. Погледнете ја рекламата за Coca-Cola Life, во која двајца исцрпени родители демонстрираат колку е стресно, но и прекрасно да се биде родител. I want my life to be what God does it do. If I ain't got you, ain't got you, hey, hey. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Oh, you don't know what it's like, baby. You don't know what it's like the way I love you. How much time do we have? Холивудските звезди Метју Меконехи и Скарлет Јохансен се влюбени еден во друг и во Њујорк, во црно-белата реклама Улица на соништата, во режија на оскаровецот Мартин Скорсезе, а за парфемот Dolce & Gabbana The One. I like your dress. I think I saw it in a magazine. You looked happy. I was acting. You know, we never needed anything back then. We needed everything back then. If we could go back, would we? If we did, could we make it stick? You know, we should go back. Yes, we should. See, that's all you need to say. Dolce & Gabbana, The One. И ете, почитувани гледачи, сме на крајот на уште едно издание на емисијата Нов ден. Се надевам дека ви беше убаво дружењето со нас и ви закажувам следна средба за 7 дена, односно следниот вторник. До тогаш останете во добро здравје и во уште подобро расположение. Пријатно!